Ете така, ми уклуча и светло во канцеларијава за убаво да се гледам. Океј, јас се надевам дека сме почнати, дека одиме во живо. Нелија? Да. Да, супер. Добар ден на сите. Моето име е Билјана Стојчевска. Денес ве покануваме на убава дискусија, која што се вика можностите на за ангажирање на младите луѓе во НМСМ. Или ние го викаме активистите популарно со скратеница НМСМ, инаку е Национален младински совет на Македонија. Ние овој денешен неработен ден го искористивме да кога младите луѓе, кога особено средношколците не се на училиште, повторно ги ставаме во онлайн кутиите и пред компјутер и ги тераме малку да размислуваат дека иако се дома и цело време се пред компјутери и следат настава и се што се случува околу нив, дека постојат можности за ангажирање околу нив, само треба да ги видат. Јас сум член на тимот на Младински сојуз Крушево и денес ќе бидам модератор. Со мене денеска се Игор Стојков, наш активист и генерално младински активист. Повеќе за себе ќе каже кога ќе биде поканет за да каже. Владимир Костовски, заменик председател на Националниот младински совет. Елена Виларова, генерален секретар на Националниот младински совет на Македонија и Урце одговорен за комуникацијски алатки, за комуникација во Националниот младински совет. Јас се надевам дека добро ве представив, не читам, не имам програмата пред мене, така да ако грешам нешто ќе ми извините. Ние денеска сме овде да заедно си помоабетиме во живо. Некако стана интересни овие разговори во живо за младите луѓе околу можностите за ангажирање на младите луѓе во Националниот младински совет, ама и малку да поразговараме за убаво представување на НМСМ пред младите луѓе, бидејќи не сите млади луѓе имале прилика да го запознаат НМСМ, што значи НМСМ за нив, како можат да се вклучат, зошто е важно да бидат вклучени и информирани за активностите на НМСМ и така натаму. И токму заради тоа јас ќе започнам со Игор Стојков, еден за мене многу драг активист, достапен секогаш јас кога ќе го побарам на телефон, сум му се јавувала во незгодно време во Америка, додека бил, го активирам, ангажирам на различни теми во нашите активности, ама повеќе за себе ќе каже самиот и ќе ни кажеш, Игор, ти како денеска имаш многу силна клучна улога, која е перцепцијата на младите луѓе за Националниот младински совет на Македонија? Ете така. Фала ти. Фала на убавите зборови биле. Најпрво, нели да ја поздравам идејата на Младинскиот сојуз Крушево, односно Билјана и Нелија, како и на Националниот младински совет на Македонија, за да ја започнат оваа дискусија, да можеме малце да си продискутираме на ваков неработен ден. Јас најпрво би почнал со тоа да истакнам важноста на тоа колку ние младите сметаме дека е важно, овој збор веројатно си го измислив сега, унионизирање или здружување на организациите, односно на младите, во вакви економски, па и во минатото политички, економски и сега мислам здравствени кризи. Секогаш ние младите, односно младинските организации сме биле први на удар на вакви здравствени кризи, затоа што ние сакаме сите настани да ни видат во живо, сакаме да се дружиме, таква ни е културата, особено нашата култура, особено и младешката култура, сакаме да бидеме заедно. Јас лично сум учествувал на многу настани, организирани од младински организации, како и на семинари, но и на повеќедневни семинари, обуки и тренинзи во странство, преку Еразмус или преку други програми, како и што кажав преку ЕС програмата, каде што учев цела година во САД. А зошто го кажувам тоа? Тоа го кажувам за да истакнам дека во младинските организации учествувам многу долго време и сум до некаде, колку што можам на моите 18 години, запознаен со тоа како работат младинските организации, но како средношколец со Националниот младински совет сум малце и послабо запознат.
а ние младите, особено оние млади кои бараме промени, сакаме да учествуваме во промените, би искористиле секоја можна прилика што ни била пружена од било кого, за да учествуваме нели во тие процеси на правење промена, затоа што младите и промените одат секогаш нели заедно. За Националниот совет не знам многу, но кога направив едно истражување сега брзо, сватив дека во советот учествуваат преку 50 организации, што сметам дека е нели извонредна бројка, но ако ја представам улогата на средношколец, на млад, но пред се средношколец, морам да кажам дека средношколците и во младинските организации, не само во Сојузот, не само во Советот, се премалку застапени или можеби и премалку мотивирани за да се вклучат во работата. Сметам дека младите, односно студентите, за време на факултет и после завршување на факултет, едноставно се многу повеќе застапени во сите процеси на донесување одлуки, како и нели и на државно ниво, но и во ваквите младински организации. Не знам каде би бил проблемот каде што средношколците не би се вклучиле во младинските организации, односно не знам зошто средношколците не им е тоа толку блиску. Например, мене би ми било блиску, што порано сум се вклучил, но повеќето од мои другари, освен за во Црвениот крст, не знаат за некои други организации, вклучувајќи го и Националниот младински совет на Македонија. Мислам дека имаме една многу позитивна тенденција, ние средношколците во последните неколку години да се вклучуваме и да бараме да се вклучуваме, затоа што свативме колку само тоа ни е потребно и свативме дека ние сме тие што донесуваме одлуки во тоа, за тоа во каква држава живееме и кои промени ќе бидат направени. Еве можеме сега и во САД да видиме за нивните избори. Младите одлучуваат кој ќе биде председател. Ако младите испаднат на гласање, ќе има еден исход. Ако младите не испаднат на гласање, не знаат кој ќе биде исходот. Така да се повеќе и повеќе тоа младешко учество се става на пиедесталот и ја сваќаме важноста на тоа колку младите сме важни во креирање на секакви дали младешки, национални и било какви политики. Јас учествувам во Сојузот на средношколци на Република Северна Македонија и навистина ние успеавме како средношколци да направиме многу пред почнувањето на учебната година. Со тоа што донесовме различни одлуки, лобиравме за тие одлуки во Министерството за образование и наука на државата и навистина колку го леснавме овој процес на онлайн учење. И со тоа исто така уште еднаш го кажувам за да истакнам подготвеноста на младите да се вклучат, затоа што ние сакаме една организација како што Националниот совет, кој што служи да ги здружи сите овие младински организации, да стои до нас, да ни помага, а и ние да помагаме на нејзе. И затоа ја искористувам оваа прилика нели да го поставам на прашање до Националниот совет, како јас како средношколец би можел на едноставен начин да се вклучам во работата на Националниот совет на Македонија, а исто така која ќе биде мојот бенефит од вклучување во Националниот совет на Македонија, во смисла на нели стекнување на меки вештини, стекнување на разноразни вештини во работата на младинските организации и нели и така натаму. Младите се спремни и сакаат да учествуваат во општествениот живот и уште еднаш ќе ја поздравам оваа иницијатива за да поразговараме за тоа како ние да се вклучиме во Националниот совет и би било многу добро доколку и добиеме одговори не само за студентите или за постарите или за млади што имаат завршено факултет, туку како ние како средношколци да се вклучиме во самиот совет. Океј, Игор, да, јас само не знам, ти толку голем активист си сега како средношколец, што ќе ти понудиме ние кога ќе имаш 25 години, стварно браво. Гризиш така треба. Јас не бев ни свесна дека си по толку застапен активист, ама ни требаш. Немој да се осудил да замениш некаде во следниот период. Ни требаш. Мислам дека ќе останам тука. Супер. Ете сега од прилика, добро, на Игор му се приоритет средношколците, ама и нас не се приоритет. И ние сакаме повеќе на МСМ да го доближиме до средношколците, затоа што сепак мислам дека активистите колку толку се запознати со карактеристиките и можностите на МСМ. И сега, Елена, ајде да видиме од твоја страна малку, има Игор постави неколку тези и прашања. Ти си генерален секретар на МСМ. Се смета како една топ функција генералниот секретар во МСМ. Јас, еве и тука во Младински сојуз,
доста сум еден од повозрастните, постарите членови во Младински сојуз, ама си милувам да кажам член на тимот. Таа убаво е да ги гледаме така широко можностите. Па Елена, ајде да видиме како генерален секретар, кои се активностите во 2020, како може средношколците да бидат вклучени во НМСМ, како COVID-19 криза влијаеше на активност, како вие се обидувате во ваков тип на криза да ги вклучите младите, средношколците особено и така. Супер, ти благодарам, Билјана, за поканата да одговорам на прашањето. Игор, драго ми што запознав, особено вака млади и амбициозни луѓе ми е кеф кога гледам. Како што ме представи Билјана, јас сум генералниот секретар на Националниот младински совет на Македонија. Не знам дали моментално оди презентацијата, меѓутоа ако е дискусија можеме и вака да оставиме. Добро истражување имаш направено, Игор, за нас. Сега во моментот имаме 52 организации членки и ние во принцип сме застапувачко тело кое работи на национално ниво. Имаме 8 регионални канцеларии. Се тоа го споделувам затоа што преку нашите членки всушност и вие може да се вклучите и во нашите активности. Значи може да станете на еден начин дел од активностите кои нудат овие 52 организации или нашите регионални канцеларии, меѓутоа може директно во Националниот младински совет. Затоа што ние оно што го нудиме и кои се нашите цели, пред се да зајакнеме улогата на Националниот младински совет како застапувачко тело, потоа да работиме на потикнување на одредени процеси за креирање на соодветни политики кои овозможуваат најмногу социјален и личен развој на младите, значи се фокусирани на потребите на младите врз база на вашите потреби, ние ги креираме тие политики, односно ги застапуваме. Во принцип сето она што се случува на партиципативен начин, така што кај нас членуваат, односно и во нашите управувачки тела, можеби Владко подоцна ќе ти објасни за тоа, како и во нашата канцеларија се вработени млади луѓе, и сето тоа се одвива на еден партиципативен начин. Креирањето на политики, добивањето на информации, повратни од ваша страна, кои се вашите потреби и врз база на тоа ние да може да застапуваме или нормално на ниво на институции одредени законски промени. Елена, извини, што прекинувам, ме прашува Анелија дали сакаш да ја уклучиме презентацијата да зборуваш. Како сакате, не е проблем, Може да се уклучи, добро. Ти само продолжи се, ние ќе се снајдеме, ете така, супер. Добро. Слободно прекинувајте ме ако имате некои прашања, значи да не излезе дека јас само презентирам, сакам истовремено да ги одговорам и прашањата на Игор. Мислам дека се офатени во презентацијава. Оној дел кој тебе те интересира и кој вас младите и средношколците најмногу ви е потребен во моментов од она што можам да забележам, е неформалното образование и потекнување на креирање на одредени системи за поддршка на млади на локално и национално ниво. Ние го нудиме тоа преку нашите проектни активности, како и унапредување на вашата положба во општеството. Сите тоа го правиме нормално преку еднаков третман на младите, толеранција и демократија која сакаме да изградиме кај вас. Кога зборувам кај вас, бих јас некој известно време не сум во таа целна група, не сум млада, меѓутоа работам за вас и моите деца. Оние проекти кои сакам да ги споделам со тебе и со сите останати млади, каде што вие може да се вклучите, еден од нив е Бајлип, чија главна цел е да придонесе за младински предприемачи и можности да ги зајакне перспективите за вработување на младите во Западен Балкан. Значи, овој ни е регионален проект преку кој ќе организираме национални конференции за да го приближиме предприемништвото до вас и можностите кои ги нуди законската регулатива, меѓутоа и да ви обучиме, да ги зајакнеме вашите капацитети, за да може во иднина вие да станете млади предприемачи. Ќе го направиме тоа преку обуќени или вебинари, ќе има менторство и на граѓански организации, промоција на учеството на студентски компании во образовните институции, како и изработка на одредени политики кои ќе застапуваме на регионално ниво. И е планирана студиска посета која со оглед на околностите можеби ќе се префрли онлайн, ќе видиме како ќе се одвива процесот со моментална пандемија. Тоа што го споделив за можностите за вклучување, ќе има менторирање и субгрантирање преку овој проект на граѓански организации и студентски компании. И тука се наша целна група, сте и вие млади лица, студентски компании, граѓански организации, наставници, средношколци и така натаму.
Ова е еден од проектите. Дополнително имаме уште еден проект, една платформа која имаме креирано, Western Balkan Youth Corporation Platform се вика, и таа е иницијатива на Институтот за соработка од Албанија. Идеја вака изгледа некако платформата. Идејата е да може да си најдете партнер, да имате достапни материјали кои вас ви се потребни при аплицирање на проекти како за граѓански организации, меѓутоа и простор каде што вие ќе споделувате вашето искуство за некои нови иновативни пристапи или промени кои вие како млади сакате да ги видите во општеството. Ќе забележите дека многу зборувам, слободно прекинеме ако имаш прашања, што кај нас се случуваат прилично доста проектни активности во исто време. Еден од нив е проектот за граѓанско учество. Оно што го правиш ти, го правиме и ние на национално ниво. Значи ги потикнуваме младите, ги едуцираме преку едногодишна Лит академија, така наречена, за вклучување advocacy development и така натаму. И истите тие млади мотивирани луѓе им ги зајакнуваме нивните вештини, а работат во рамки на нивната заедница. Исто така има можност да учествуваат во креирање на јавни политики и процеси на донесување на одлуки на локално ниво. Вака изгледаше последното делување на наградите. Нормално со пандемијава и се останато запазени мерки, заштитни маски и слично. Зошто ги споделив наградива? Затоа што овој проект не само што нуди едукација, туку обезбедува и дополнителна поддршка ако вие го правите тоа на локално ниво. Правите некакви иницијативи, некакви промени, може да учествувате во целиот тој процес и да освоите награда за младинско учество. Има нели целосна комисија, одредени критериуми што треба да ги исполните, меѓутоа на овој начин се обидуваме да обезбедиме поддршка и да ги мотивираме и останатите млади да прават промени во својата заедница. Имам ставени некои веб-сајтови кои може да ги погледнете, конкретно за овој проект ги има дома, така да ќе биде достапни во самото видео кој ќе биде објавено. Кога ги спомнуваш вештините, имаме и таков проект кој се вика Млади хаб, дигитална младина. Јас лично многу обожавам овој проект, затоа што нуди можност за младите да стекнат дигитални вештини, нешто што е неопходно во овој период на транзиција и дигитална трансформација на економијава целосна во не само во случај на пандемија, меѓутоа и во случај на унапредување нели на IT технологијата во изминативе години. Како тоа ние го правиме, ги јакнеме вештините на младите и нивните интереси, меѓутоа не се наплаќаат обуките, моментално се бесплатни. Она што треба да направат младите паралелно со посетата на обуките, да извршат одредена општо корисна работа. На тој начин си ги плаќаат часовите кои ги поминуваат на обуките и истовремено веќе бидејќи ти си активен член во заедница, знаеш какви се вештини од социјален аспект може да се стекнат при обезбедување на општо корисна работа. Билјана тука го спомна предизвикот за сноѓање во ситуација со COVID-19. Искрено една од работите беше општо корисната работа, каде што ни беше многу голем предизвик да ги вклучиме младите, а при тоа да бидат запазени мерките кои беа, како и полициски час и се останато. Лесно беше да се трансферираат обуките онлайн, меѓутоа не е општо корисната работа. Успеавме и во тоа, така што успеавме да ги потикнеме младите да изработуваат заштитни маски, да чистат во групи, еден, двајца од тројца во својата околина, истите тие да ги таргетираат одредени места во кои се собираат младите од нивната околина и да ни испратат фотографии пред и потоа и некако вид на активности каде што не го загрозуваме нивното здравје, меѓутоа при тоа прават одредена промена нели во самата заедница и се извршуваат својата општо корисна работа. Овде какви се можностите, е некој дел од сликите како изгледа тоа и моментално кој курс за програмирање ни е отворен. Тековно, освен во обуките за јакнење на капацитети и општо корисната работа преку проектот Млади хаб, кај што може да се вклучите, значи имате избор и само општо корисна работа во заедница да извршувате. Меѓутоа работиме и на подготовка на една платформа, која е наречена Career Hub платформа за вработување. Значи сакаме луѓето, односно младите кои ќе завршат обуките, да им дадеме можност да се вработат кај одредени фирми кои бараат лица со дигитални вештини. Ние на некој начин да го направиме тој линк помеѓу нашите учесници и нормално сите останати млади кои имаат развиена вештина и бараат работа и помеѓу работодавците. Така да оваа платформа ќе биде многу интересен производ. Следете ги исто на Млади хаб и Career Hub наскоро ќе биде објавена. Јас сам нека премногу зборувам, имам уште 2-3 слайда. Дали имате некои прашања до сега околу овие проекти или не знам, Игор, сакаш нешто да ја прашаш, Елена директно?
Не, супер си оди, супер си оди. Супер, задоволен Добро. си, дајте, одиме понатаму, добро. Супер. Ќе продолжам тогаш уште со проектот на изборни реформи во Република Северна Македонија, значи ова е поддржана швајцарска агенција за развој и соработка и во принцип овдека активностите се насочени кон 3 различни целни групи. Едната е изборната администрација, другата е политичките партии и третата граѓанскиот сектор. Овдека можностите за вклучување во рамки фактички на овој проект имаме и Академија за јавни политики и мобилизатори на заедниците кои што мониторираат одредени мали иницијативи се за ангажманот добиваат одредена месечна стипендија. За тоа велам можности за вклучување, значи има можности за вклучување на представници на политички подмладоци преку Академијата за јавни политики, каде што се јакнат нивните капацитети како тие да прават одредени промени и да промовираат во своите партии потребни промени од аспект на млади во општеството. Од друга страна ни се мобилизаторите, значи кои важат за сите млади, може да се приклучат. Тие се оние двигатели на заедницата кои што мониторираат и имплементираат одредени мали иницијативи. Значи мобилизаторите во овој проект ги мониторираат начинот на спроведување, например, на предизборните ветувања на политичарите или програмите кои ги донеле од кога се дојдени на власт и така натаму, и даваат своји сугестии за подобрување преку тоа што ги организираат тие мали иницијативи во заедница. За разлика од припадниците на Академијата за јавни политики, овие добиваат дополнителна месечна стипендија за мотивација да продолжат со работа и за своето време или труд што е вложен. И млади мака ни е интересно, Билјана, сакаш нешто да кажеш сега? Да, сакам, стварно, ова све убаво, мислам, баш со наш младински работници, речник сте го спремиле, супер е, Елена, професионално, ама ако ја тргнеме презентација овака настрана, еве твоја една дефиниција за средношколци на НМСМ. За средношколци на НМСМ или каде јас ги гледам да се вклучат? Уште поинтересно станува сега. Може и дефиниција и каде, може и двете. Ете, добро. Има во предвид да одиме, Игоре, сега си во Велес или во Чашка, Игор? Сега сум во Чашка на изолација. Добро, супер. Меѓутоа е да замислиме дека уште по поголем предизвик, Елена, поставувам сега. Одиме во ајде да речеме во Кривогашта, не знам, рурално село друго, рурално место друго кое што има вака средношколци и таму треба да го представиме на МСМ. Еве да речеме. Како ќе го представиме пред тие, како ти како Елена генерален секретар ќе го представиш таму Националниот младински совет? Јас како ќе го представам пред нив. Ама, чекај, има дополнителни предизвици са. Леле, колку ми станува интересна, мајко. Плюс да ги натераш да сакаат да се вклучат, да сакаат да веруваат во НМС. Добро. Како ќе ми го презентирам? Обично најубаво во ситуација кога нема ковид е лица, а во оваа ситуација, бидејќи мораме онлайн да го направиме тоа, би им кажала дека вакво застапувачко тело е професионално тело кое може да ги направи сите промени во општеството кои ги засегаат нив. Значи, ако јас како млад човек се соочувам со проблем, немам игралиште во својата средина, односно потребна е урбанизација или патиште или нешто слично, ние како НМСМ можеме да му помогнеме преку нашите членки, меѓутоа преку нашите проекти да го научиме како да стигне до одговорните лица и да побара одредена промена, односно да се ги побара своите права како млад човек во заедницата во која живее. Покрај тоа може да обезбедиме поддршка на ниво на застапување, значи ние можеме да му дадеме да организираме состаноци со одговорни лица од заедницата, можеме заеднички целиот тој процес да го изведеме, значи немаме потреба да чекаме некој друг од надвор да дојде да ни обезбеди пари за проекти, туку едноставно ние сме тука да обезбедиме таа поддршка на сите различни нивоа. Да му кажеме каде може да се вклучи, ако сака да направи промена некаква, како може да придонесе за мали иницијативи преку наши партнери или слично, меѓутоа и да
ги поттикнеме да ги побараат, едноставно и побараат своите права. Сметам дека средношколците се во таа возраст каде што точно знаат што им треба и како им треба. Имавме исто и една интересна дискусија, извинете што правам мала дигресија, во овој момент кога еден од градоначалниците праша зошто младите ми бараат чешма. Све друго им е решено работава. Јас и во тој момент му реплицирав и сега би го кажала истото. Ако основните работи на младите им се задоволени, зборувам од места за собирање, културни настани, сето она што ги интересира средношколците и добиваат соодветно образование и се останато, нормално е дека они би почнат да размислуваат чекор понапред. Меѓутоа, ако јас немам како млад човек каде да излезам навечер, да седнем да се напијам кафе со пријателите или сок или место како паркче каде што би се дружеле и би се забавувале, нормално дека ми ќе ми биде приоритет да ги побрам тие работи. Така да најверојатно некако во таа насока би ги поттикнала младите да побараат поддршка од нас и од нашите членки истовремено да бидат доволно гласни да ги слушнеме и ние, меѓутоа и одговорните лица за кои можеме да обезбедиме дополнителна поддршка. Фала ти, Елена. Кажи ми само дали ја довршивме до крај она што сакаше да заокружиш или имаш уште да довршиш? Јас мислам дека тука со Млади МК уште страната остана, значи веб страната се работи моментално, меѓутоа имаме и социјални медиуми. На Facebook има Млади МК и таму има прилично доста можности за младите каде да се вклучат. Ова што го зборам, значи ние ги објавуваме работите, меѓутоа не секогаш стигаат изгледа до сите млади, затоа што еве во ваква рурална средина не знам дали има пристап до интернет. Ако не е пристап до интернет, дали воопшто слушнале за ваква битна страница или платформа каде што може да се информираат за отворени повици, за пример едукација, дополнително за шетање, волонтирање надвор од држава која има таков простор или за конференции и други активности кои ги спроведуваме и ние, меѓутоа и нашите членки поширок. Супер, да. Презентацијава мене ми е мило што одеше, затоа што ова видео ќе биде после реобјавено и кој не му е нешто јасно или сака да до разјасни, да си добие одговори, точно ќе може да најде кроз видеото. Ти благодарам, Елена. Игор, да не имаш некое директно прашање за Елена? Сега се уште не, но до крајот ќе има сигурно. Знам. Супер. И сега, откако ја видовме, таа ајде да речеме една национална перспектива. Како да речем, што можам јас во НМСМ, ајде да видиме што се НМСМ може дома и надвор, меѓународно. Дали во регионот, дали во европски рамки. Безбедно се чувствам јас во оваа дискусија, затоа што сите ми сте познати, знам што да ве прашам, доста добро ги знам активностите и можностите во НМСМ, така и безбедно мислам дека убаво ќе ве насочи Владимир Костовски, кој што е заменик председател на НМСМ. Па ајде, Владко, да малку ни раскажеш ни се еден убав муабет НМСМ дома и надвор, да речеме. Супер. Здраво на сите од мене. Ви благодарам на пред да почнам да дискутирам за улогата на НМСМ, улогата дома, улогата надвор. Значи, пред се НМСМ треба да се свати бидејќи НМСМ е мрежа. И НМСМ како мрежа, гледајте како една појакова мрежа. Како мрежа, појако нели треба да крои мрежата, да се шири мрежата, да биде што е можно поголема и све што ќе влезе во таа мрежа, све што ќе се фати да остане во мрежата. Значи, гледајте таков некој символички начин како функционираме ние како Национален младински совет. Сега, ние како таква мрежа, Елена спомна на почеток дека сме мрежа од 52 организации на национално ниво и нашата улога е да ги обединиме сите организации кои што работат со млади, за млади и за интересите на млади и нивните приоритети и нивните потреби кои што работат на локално градско ниво, да ги презентираме на малце едно повисоко ниво, национално и регионално ниво. Така да структурирано ние како организација, бидејќи сме добро структурирана организација каде што секој си го знае неговата улога, неговото место и неговиот начин на делување, ги имаме ние младите, кои што младите се опфатени преку младинските организации кои што се членки во Сојузот и делот на НМСМ кој што ги обединува сите тие
под еден чадор и сите заедно ги застапуваме нивните ставови, нивните потреби. Сега, како организација не опфаќаме ние само една категорија на млади или друга категорија на млади, туку од вкупно 52 организации имаме ние младински организации, односно организации кои што и во управните и во телата кои што имплементираат, односно оперативните тела имаат млади лица, односно лица до 29 години, организации за млади кои што нивната улога, односно дел од активностите кои што ги имплементираат се однесуваат и на активности за млади, односно за потребите на младите, сојузи кои што работат во сферата на младинските прашања, младинските потреби и активизмот, политички подмладоци, 8 политички подмладоци кои што се дел во Национален младински совет, и по-ново што се изгласа на последното собрание е универзитетските собрания. Значи ние со тек на време растеме како организација, созреваме како организација, ги шириме портите, односно тоа кој све може да членува во млад човек директно како поединка, немаме механизам ние како да го вклучиме, меѓутоа тој млад човек един опција за приклучок према активностите е дали преку проектното работење на советот или преку организациите кои што се дел во советот. Више вие кога сте дел во советот, дел од тие 52 организации, можете да бидете номинирани во тие организации да учествувате во работни тела на советот. И како добро структурирана организација ние имаме нели повеќе тела, односно тела кои што ја водат организацијата и работат согласно целите, визијата и мисијата на организацијата. Ако наша мисија е да ги представуваме младите, наша треба да се целиме да бидеме представничко тело на младите. Како го правиме тоа? Преку креирање на политики, преку креирање на активности, преку истражувања, према пратење на трендовите на младите. Ние мора да знаеме што сакаат младите и врз база на тоа да действуваме. Ако кога сме више кај структурата, нели ги имаме организациите кои што се јадрото на советот, што ги номинираат представниците да бидат дел од телата на советот. Едно од телата е управниот одбор, кој што има управувачка улога во целата таа приказни, во целата таа мрежа каде што сум јас бил. Другото тело е оперативното тело, односно секретаријатот, кој што го води генералниот секретар и кој што работат повеќе на директни активности со младите према проектите. Значи они ги имплементираат сите тие стратешки цели кои што ги дава собранието и тие 52 организации. Тие од таму, тие насоки управниот одбор ги филтрира, ги дели на делчиња и врз база на тие се прават повеќе помали активности, повеќе проектни апликации, повеќе програмски активности кои што on field или на терен ги реализира првично секретаријатот, дали било тоа преку регионалните канцеларии кои што ги спомна Елена, дали би било тоа преку директно према луѓето кои што се програмски и проектно ангажирани или директно преку учество на луѓето од управниот одбор. Додатно организација, добро структурирана организација, имаме надзорен одбор кој што ја надгледува работата на управниот одбор и врз база на тоа на начинот на работа дава отчет пред собранието, односно пред сите тие 52 организации и имаме комисија за членство која што е ангажирана да работи директно со членките, дали тие ги исполнуваат условите да бидат дел од нашата организација, бидејќи како организација, ако сакаме да бидеме успешни, треба да имаме некој квалитет. Ние не сакаме квантитет да зимаме што е можно повеќе организации, да викаме имаме бројки, не бркаме бројки, туку ние бркаме организации кои што вистински работат со млади и организации кои што се активни на терен, организации кои што директно сакаат да бидат дел од промената која што ние ја гледаме и ја делиме истата визија и мисија заедно за сите. Како такви, поради целата оваа приказна, НМСМ како организација е креирана во 2013 година и од тогаш активно нели сака да се пробие во секторот како представничко тело и тоа успева да го направи. Тој успех или таа наша заложба е препознаена од Европскиот младински форум, кај што доаѓа малце интернационалната, регионалната димензија на целата оваа приказна, каде што НМСМ
нели како што има критериуми за да влезеш во НМСМ, така има критериуми за да влезеш и во Европски младински форум. Исто како што е НМСМ на национално ниво, така би бил Европскиот младински форум на европско ниво, каде што Европскиот младински форум ги обединува сите национални младински совети во Европа и ги обединува сите поголеми европски организации кои што работат на територијата, односно мрежни организации. Во 2015 година ние успеваме да ги исполниме сите тие критериуми за влез во Европскиот младински форум и преку Европскиот младински форум да делуваме во насока на, бидејќи ние не сме само тука и само сега во Македонија, туку сме дел од една малце поголема приказна која што се вика Европа, европски вредности, активности заедно со нашите врсници од Европа, и како што сме ние мрежа тука во Македонија, така сме мрежа во Европа, па кога си во мрежа многу е полесен начинот на функционирање. Многу е полесно да видиш дека како ако има модел кој што функционира, да речеме во Словенија, тој модел би можеле да го прилагодиме да функционира во Македонија. Ако видиме некоја успешна приказна, успешна активност, успешна програмска или проектна активност која што функционира во Белгија, можеби можело со адекватни адаптации да биде адекватна и тука да се направи. Така да тоа е убавината на учество во мрежа. Прво вмрежувањето, сите споделување искуства, добри практики, контакти, пријателства и сите заедно, значи со иста цел, на сите целта ни се младите, подобрување на статусот на младите, подобрување на нивниот квалитет на живот, овозможување прво на основни потреби, како што каже Елена, на некоја основна потреба мора на пирамида на Маслоу што е да ги задоволиш основните потреби на луѓето. Вода, храна, образование. Они кои ги имаат тие работи, после може да разговараат за место каде ќе се собираат, сигурно место за имплементирање на активности, програми за имплементирање на активности, после можат да размислуваат за вработување, може да размислуваат за љубов, може да размислуваат за волонтерство и се понатака и понатака. Меѓутоа тоа се една пирамида и поред треба да се исполнуваат сите тие нивоа на потреби на младите. Доколку како што запраша биле на прочеток, кога ќе отидеме на пример во Кривогаштан или во која било друга рурална област. Например, не може таму ти директно да отидеш на настапот, дали знаете што е младинско учество, ќе правиме младинско учество и ќе правиме локален младински совет. Значи мора малце да прво да сватиш што се нивните потреби во местото таму каде што живеат и врз база на тие потреби да градиш понатака. Не можеш одма директно твојата цел да им ја презентираш, туку треба, нели, да градиш. Значи мора, бидејќи младите како млади луѓе во денешно време, нели, во 21 век, ако работите не им ги овозможиш одма сега и не им го задржиш вниманието во моментов, после тоа они ако ги собереш да речеме на еден состанок во училишната зграда или негде, тие 20 и они сака, знаеш, ние сме сега тука и сега сакаме да реализираме активноста, што можеме да направиме за тоа? Ако ти им речеш, слушај, ти треба да креираш стратегија, ти треба да креираш акцијски план, ти треба да контактираш општината, да направиш ова, не сакаат процедури младите во денешно време. Значи они сакаат, имам идеја, ајде да реализираме. Што треба да направиме? Ти земи го ова, ти направи го ова. Како можам јас како национален младински совет да ти помогнам? Можам да ти понудам менторство, можам да ти понудам контакт со друга организација која што работи во таа сфера. Ако работиш во смера на медиумска писменост, имаме организации кои што го работат тоа. Организации во полето на диверзитетот и инклузијата. Организации за човекови права, за интеркултура, за волонтерство, за активизам, за младинско учество, младите во политиката и така натака, значи убавината на мрежата, убавината на групата, познанствата и таа заедништво што го имаме е тоа што го нудиме ние прво на младите генерално во државата, а после тоа и на нашите организации и на сите тие организации кои што ги таргетираме да бидат дел во иднина од нашиот совет. Како совет сме во сите плански региони во државата расширени, во сите 8, во сите тие имаме регионални канцелари и генерално. Чекај малку, извини Владко што ќе те прекинам. Кои се од ВЛС членкеве? Можеби на Игор тоа ќе му биде интересно. И мене ми е интересно. Да, секунда само, бидејќи имаме доста, односно 7 се во територија на град Скопје, НМСМ, ја како канцеларијата на НМСМ
го работи, значи во Пелагонискиот регион е МКЦ Битола, организацијата Југоисточен регион е РЦОР Гевгелија, Полошкиот регион е ЦРУЈЖ Тетово, Вардарскиот регион е Креактив од Кавадарци, Добро. југозападен регион Аква Струга, североисточен Бујрум и источен регион ФРЛЗ Штип. Значи тоа се сите наши членки организации кои што си имаат нивна програма и нивни програмски проектни активности и работа директно со младите или за младите, но плюс додатно на нивниот ангажман имаат и компонентата на ширење на вредностите на НМСМ, имплементирање на активности од рамката на НМСМ, асистенција при локални и регионални работи кога станува збор на НМСМ, бидејќи ние пак сме мала држава, меѓутоа може да бидеме во секој момент секаде. Сега може би е полесно, бидејќи сме нели на интернет и може многу полесно да додат информациите, меѓутоа во нормален случај кога држиме вакви сесии или ги држиме во Скопје, во Тетово, во Велес, значи и тоа трае. Значи за вакви трибини да имаме, тоа ќе ни треба нас може еден месец. Но меѓутоа нели сега се прилагодуваме и ваквиот начин може многу полесно да дојде информацијата до сите тие кои што сакаме да им ја пренесеме. Јас сакав уште нешто да те прашам сега, да не биде само дека Елена ја предизвикуваме. Меѓутоа, така се двоумев ти дека разговараше за два елементи што да те прашам и сега ти ќе си одбереш. Имам две прашања. Мене, например, многу ми е тешко кога треба да раздвојам улога, затоа што јас сум сериозен или активист и се најдувам многу често во различни, па дури и приватно ми е тешко. Дали сум ќерка, дали сум сестра, дали па во исто време сум активист. И сега ти си Владко од НМСМ и Владко од Извидници. И сега имате смотра. На смотрите кај вас е фантастично, 200 луѓе, млади и деца, секако имате там. И застануваш пред нив на смотра и треба да кажеш што е НМСМ. И што ќе кажеш? Супер прашање, зашто сум го правил ова. Мене ме прашувале дечки од ке нас Извидници што е НМСМ, како е НМСМ, која е улогата, зашто Извидниците се во НМСМ. Значи они ја гледаат можеби НМСМ како организација маце нели на повисоко нешто недостижно ниво, меѓутоа НМСМ е тука и сега и НМСМ сега има причина позадина зашто дело. Бидејќи ние, малце професионално и од моја страна, како Извидници, сме нели неполитичка организација која делува на политиките кои што се во интерес за Извидниците. А кои се Извидниците? Младите. Кои се членството во Сојуз на Извидници на Македонија? Се деца од 7 до 19, од 18 до 18 години, примарното членство, и луѓето над 18 години кои што се поддршка, односно лидери на тоа членство. Сега, наша улогата на НМС во оваа приказна би била прво да види кои се потребите на Извидниците, дали потребите на Извидниците се некои различни од обични, од нормален млад човек, од Тетово млад човек, од Кривогаштани млад човек, од Скопје. Што сакаат Извидниците да прават? Дали они сакаат работите да ги прават на малце поразличен начин? Знаеме дека они сакаат да работат повеќе на локално ниво, знаеме дека сакаат да работат иницијативи, сакаат да работат да бидат дел од процесите на донесување одлуки, односно се окажат глас на нивниот став на локално па и на национално ниво. Сакаат да примарниот дел е програмата која што прават они. И сакаат таа програма, бидејќи програмата опфаќа целосно неформално образование на луѓе, можеби валоризација на национално ниво на програмата, на извидничката програма, истото тоа што го прават група од 2000 деца во организацијата, да можеш да им го овозможиш да го прават и други луѓе надвор од организацијата. Можеби ние во моментов немаме членство во Македонска каменица, но НМСМ познава некој кој што има во Македонска каменица, знае некој млад човек дали од средношколска унија, дали од универзитетско собрание, кој што од кога ги заврши своите студии отишол се вратил во својот роден крај и сака да се активира. Начин, метода, односно алатка за активирање на локално ниво, една од е извидништвото. И тука се гледа тој, значи, заедна соработка, не само
што може НМСМ да направи за измислите, туку што можете измислите да направат за НМСМ. И тоа е многу битно, значи што најмала возраст да се разбере, значи тука е потенцијалот за раст, тука е потенцијалот за вмрежување, потенцијалот за размена на искуства, потенцијалот за учење од другите организации, бидејќи не се сите експерти во се, некој знае повеќе. Една организација е подобра во волонтерство, во комуникација, па може таа организација да поканеме на дел од нашите настани да не обучат во некоја во сферите. Така да тој еден начин на соработка, еден начин на другарство, еден начин на заедништво кој што го нуди НМСМ како прво како концепт, а второ како механизам за вмрежување и за делување е нешто што го прави уникатно и што ги мотивирам сите млади да научат прво за НМСМ, а после да најдат механизам, односно да најдат начин како би се вклучиле во делот активности кои што ги имплементира НМСМ. Ти благодарам, Владко. Урце, тука си? Урце, те гледам, тука сум. Многу кратко. Чисто само колку да ја видиме перспективата и на, како рековме, на најновиот член во тимот на НМСМ. Така. Може да те прашам, Урце, јас многу сум размислувала на оваа тема. Како личи ти да појдеш на интервју за работа во НМСМ? Така, фала ти Билјана. Пред се сакам да поздравам иницијативата и оваа супер интересна дискусија. Како беше интервјуто? Да, како личи, да. Млади луѓе те интервјуираат за работа. Ајде видиме како личи, да. Многу интересно. Со оглед на ситуацијата и пандемијава, јас во суштина немав интервју за жал во живо. Интервјуто се спроведе онлайн. И интервјуто беше со Нена, Елена Виларова, генералната секретарка, но беше супер забавно затоа што покрај сериозноста во интервјуто некако почнеме да зборуваме за младите во Македонија. Јас еднакво пред како најдов член на НМСМ и координатор за комуникација, претходно бев дел од Креатив, што е членка на НМСМ. И сакам да споделам дека пред да аплицирам за НМСМ, па бев на Европски волонтерски сервис цела година во Словачка. Повикот за тој за проектот во Словачка, токму Млади МК платформата го открив. И еве сега работам активно на Млади МК. Да. Супер, Орце. Баш ми е мило што млади луѓе се вклучени и директно работат. Мислам, тоа е суштината на НМСМ. Сега пред да продолжиме понатаму, пошто Игор доста молчи, сакам кога зборуваат јас младите луѓе, нели нас и слоганот ни е биди глас, а не ихо. Игор, јас мислам дека имаме сега од прилика јасна слика. Значи, велиме, тело. Ајде, пукај. Имав прашања, ама пред да ги поставам прашањата, Владко многу добро ми ги одговори. Сакав да прашам на кој начин ги, значи, обожавам, затоа се чекам до крај да заврши некој, кога го поставам прашањето, ти обично прашањето одговорено пред некој да го постави, ама секогаш има луѓе што ќе ти ги надараке да го постават прашањето, ако нема потреба. Нема врска. Сакав да прашам на кој начин ги регрутираат нови, мислам, општо членовите, волонтерите, и многу добро ми одговори на тоа прашање, на тоа како работат, како е структурата преку нивните организации, а доколку има некој конкретен повик, па директно оди преку Младинскиот совет. И сите прашања беа одговорени, може само уште еднаш да потврдиме каде стои Младинскиот совет во смисол на некои социјални проблеми. Доколку ме сваѓате што сакам да кажам, кои се идеалите на Младинскиот сојуз, како мисли Младинскиот сојуз дека треба да изгледа нашето општество за младите, па општо и за сите други. Опасни се младите, нема бегање, ајде кој сака од вас, тој нема проблем. Владко, Елена, може, ајде. Јас па може да ме дополнат колегите. Значи, каде е ставот на НМСМ за социјалните прашања? Супер прашање, нели има доста активни прашања кои што се моментално актуелни во државата, поготово од интерес на младите. Еве да се навратам неколку месеци наназад, кога например нели почна пандемијата и кога почна целото ова прилагодување на ситуацијата, прашања што ќе биде со образованието, што ќе биде со вработувањето, што ќе биде со здравството, што ќе биде со различни работи. Значи улогата тука во НМСМ првично ќе биде да ги прати како се одвиваат сите овие процеси, во која насока идат.
Второ, преку заедно, нели нормално со своите членки, да делуваат во насока на давање на препораки како истото го гледаме ние младите дека треба да се шири и да се прави. Дали тоа било во подобрување на механизмите како онлайн наставата ќе се прави, предложување на платформи, асистенција при обука на наставници, препораки во насока на младинското вработување, како тоа целото би продолжило понатака, заштита при работа на интернет на младите деца, значи кои што се изложени на онлайн насилство, односно онлайн булинг. Значи тука се некои работи, проблеми, односно препораки врз база на тие проблеми кои што ги даваме, и сега ние тие препораките нормално не сме, како што кажав, експерти во целата оваа ситуација, но може преку организациите кои што се и кои што работат директно на такви проблематики да ги сумираме во едно и да бидеме гласот, не да бидеме ехот на организациите, туку да бидеме гласот на организациите. Ако организациите ако се гласот на младите луѓе, значи го гледаш тој целиот процес на континуитет на работа, односно ти си гласен, твојата организација кај што работиш е погласна и Националниот младински совет треба да биде најгласен од сите во сите тие процеси на застапување. Тук така беше и во процесот на застапување на законот за младинско учество и младински политики, така е за законот за младински стандард, кој што ги опфаќа ученичкиот стандард и стандардот на студентите. Така, бидејќи сакаме да земеме што е поголема група на млади луѓе, беше со прифаќањето на студентските универзитетските собранија во членството, односно отварање на вратите. Сега они на следното собрание ќе треба да врз база на критериумите кои што ние ги поставивме да аплицираат за членството колку нашите визии ги делат и они. И нормално во иднина, бидејќи ти доаѓаш, кажа и од Средношколскиот сојуз, беше дискутирано од наша страна како ја гледаме улогата на средношколците, бидејќи они не се официјално вмрежени, туку функционираат врз база на неформална група, како истото ние би можело да направиме некој вид на рамка на тоа, да ви овозможиме да се вклучите во Националниот младински совет и преку нас ние да ви бидеме поддршка, да растете со наша поддршка и да делувате во наша поддршка. Значи така ги гледаме, бидејќи ти знаеш што им е потребно на средношколците. Ја можеби знаев пред 10 години што им беше на средношколците потребно, но моментов сега јас знам како се застапува, ти знаеш што ти е потребно и јас треба да бидам. Ајде да симулираме во моментот. Ајде да пробаме. Игор, уклучи се и ти со микрофон. Што им треба на средношколците според тебе? Според мене? Ти нели членуваш во организација во средношколската унија, како средношколски сојуз? Средношколски сојуз. Супер. Членуваш во сојузот, така. И според тебе во моментов кој е најсилен интерес на средношколците? Што ви треба? Конкретно. Може да биде едно, за да бидеме уште по-конкретни после со Владко. Не разбираш? Така. Можам да дадам на 15 до 20 добри барања, затоа што ние почнеме средношколците. Добре, не може да не искористите прилика. Бре, ајде, одим. Тоа е супер, бидејќи нашата улога ќе биде тука да ги научиме како да приоритизираат работа. Ајде, одиме Владко. Наша улога би било 1, 2, 3, значи да направиме некој вид на структура како да, што е најважно? Супер. Одиме Игор, одиме. Твоите 15 мислења за барања. Ајде, ако ги направиме 15. Прво мислам дека е најважно зборот да ми текне. Малце технолошки да отидеме понапред со технологијата да отидеме понапред. Ни требаат смарт табли, лаптоп за секој ученик и брз интернет за секој ученик. Мислам во едно многу големо барање нормално, ама мислам дека е многу исплатливо и ако гледаме на долгорочен план дефинитивно паметна инвестиција. Второ што ни е потребно на средношколците ни е малце по-хигиенски училишта. Под хигиенски не размислам само да се реновира сето тоа, туку да се постават средства за хигиена, за менструална хигиена и за сите тие работи во машките и во женските тоалети. И трета работа што ни е потребна сеопфатна секс едукација, нормална сексуална едукација за младите. Четврта работа заштита превенција на булинг. Пета работа би ја ставил малце да испаднеме од тој
од тоа патриархално учење, затоа што училиштето ги поддржува мислам училиштето општо и професорите ги поддржуваат тие исти ставови и не се размислува на критичкото, не се потикнува на критичкото размислување на учениците за тоа зашто се потребни учениците во сите овие социјални промени што се случуваат, односно училиштето нас не спрема ние да одиме заедно со промените во општеството. Промените одат, но ние остануваме како ученици, а ние треба да ги водиме промените зашто ние сме младите. Тие така 5 би ги приоритизирал моментално. Добро, доста, чекај са. Ајде, Владко, са. Еве, имаме приоритети и потреби, интереси. Како сакаме можеме да ги крстиме овие работи на средношколци. Значи, технолошки развој во образованието, чисти училишта. Јас ќе одам многу народски, затоа што треба да не разбираат. Сеопфатно сексуално образование, абе опасни се. Заштита од булинг и надвор од патриархалниот пристап. Добро кажав, Игор? Па така ќе му дојде. Добро. Така, значи Игор е во средношколски сојуз, ама во исто време активист во младински сојуз. Ние сега кажуваме заменик председателот на НМС, ама пукаме на висока, не на ниско, нешто да видиме таму дорце до комуникација, директно ке заменик председателот одиме Игор со барање. Средношколците ова бараат. Што може НМС да направи за средношколските барања? Прво што можеме да направиме нели да се направиме муабет кај што ние ќе разбереме што сакаат директно они на ваков вид на средби. Значи прво ние треба да овие сите работи што ја кажаш, може се 5, 10, 15, треба да ги групираме во групи. Значи не можеш ти да настапиш пред некој да речеш мене ми треба средства за хигиена, ама во исто време ми треба и програма за антибулинг или за сеопфатно сексуално образование. Значи тоа се две различни работи и треба да се водат со два различни процеси. Значи второ што треба да направиме е да видиме кој може да ни помогне ние да го направиме и да го постигнеме тоа што сакаме. Прво, кој може да ни помогне да действува заедно со вас, освен НМСМ, а второ, кој треба да ни го исполни, односно кој е тој на врвот, на кој треба ние директно да му кажеме, како што ти што му кажа сега на потпредседател, кој е тој другиот потпредседател кај што треба ние да му кажеме дека треба да го направи ова или дека ова е вистинската потреба. Значи тоа е мапирање на сите тие чинители во целата оваа ситуација. И сега ние од кога ќе поделиме тоа целосно на малце помали активности и секој од нас ќе си ја подели улогата на која активност ќе работи, улогата би било директно застапување за потребите на младите. Меѓутоа за да застапуваш ти таму, треба да имаш позадина, да кажеш ние го сакаме ова бидејќи тоа и тоа. Е сега што е тоа, што е позадината? Позадината е дека сме 21 век, дека технологијата иде напред и дека ние не може да очекуваме дека ќе работиме од PowerPoint презентации кои што се презентираат со лампичка во школа, туку дека треба напредни интерактивни презентации со целосна анимација на студентите, дали тоа преку софтвери како Kahoot за интеракција, за муабет, за комуникација, значи милион методи и работи кои што се актуелни за да ги направиме, али треба да ставиме позадина. Значи ние сакаме да го правиме ова поради тоа што е актуелно, поради тоа што е подобар начин за да им го задржиш вниманието на младите, освен тоа што ги задржиш има возможуваш средина кај што можат да растат, да учат, да се развиваат, да делуваат и така натака. Е сега, ти више кога имаш еден спремен пакет, да речеме, и тоа не е нешто што го правиме 2, 3, 5 сати, туку е тоа малце подугачок период за да можеш да собереш што е можно што си поспремен и што повеќе спремен отидеш и ги имаш размислувано сите сценарија кои што може да се десат, одиме директно на малце повисоко ниво да ги застапуваме вашите потреби. Да речеме прво дека ајде програмскиот дел да го фатиме сеопфатно сексуално образование и програма за спречување на насилство, односно булинг во средните училишта. Значи, наша улога би било да предложиме механизми како истото би можело чекор по чекор. Дали прво работиме со наставниците или одма работиме со учениците, дали работиме
во насока на креање на свест преку онлайн кампања и работиме преку школски училишта во 2, 3, 5 пилот училишта. Значи, целиот тој процес, значи од А до Ш, како да стигнеме ние за вие да имате сеопфатно сексуално образование во случајот, бидејќи тоа е нешто што ќе го имаме во скоро време. Едната од нашите организации, организацијата Хера, која што активно работи на тоа и го промовира сеопфатно сексуално образование како потреба на младите да го учат. И они, значи, не го прават истото од лани. Туку од кога се сеќавам ја дека сум дел од секторов, последниве може 10 години и повеќе, они работат на тоа за да стигнат до позиција да биде прифатено од Агенција за млади и спорт, од Министерство за образование, од Биро за развој на образование и така натака. Сега дојдеме во ситуација утре професорите преку своите програми еден час од тие 7 часа што ги имаат децата на денот да биде за целосна едукација во областа на заштитата и Чекај се, Владко, ова е како ти мислиш? Ајде да видиме генералниот секретар сега на НМСМ. Како мисли дека треба да ги што ќе направи НМСМ? Па мора сега сите тела Игор ќе ги искористиме НМСМ. Нема лабаво. Ајде Елена да видиме како ќе ги одговориме, како секретаријат ќе одговори на потребите од средношколство. Иако то треба, нели, ја свесна сум дека треба тоа за да дизајн, ама чисто за да се запознаат младиве што не слушаат и ќе не слушаат и Игор, дека телова имаат различни карактеристики. Во принцип треба да биде, како ќе каже, управен одбор, така да шала на страна, мислам дека Владко голем дел од работите ги покрие. Меѓутоа, оно што јас би го кажала поинаку со мои зборови е дека пред било што да почнеме да застапуваме или да ви даваме некаква поддршка, ние треба да зборуваме со факти. Значи е потребно да се направи сопфатна анализа, дали тоа ќе биде преку фокус груп или други методи за истражувања и да се направи паралела на тоа како функционира во другите земји. Може би од регионот доколку имаме соодветен пример, меѓутоа доколку не, можеме и пошироко да ги погледнеме работите. И веќе ние ако имаме некаква анализа направена претходно, може да подготвиме заедно со вас, јас во ниту еден случај не би ги исклучила младите кои го предлагаат ова, одредени препораки кои би сакале заедно да ги застапуваме пред одредени надлежни институции. Ние би требало тој процес да го тираме паралелно со тоа што ќе учествуваме во работните групи за креирање на новиот закон за основно и средно образование или за промените кои се прават тековно. Затоа што ако веќе ги знаеме овие работи, додека се прави истражувањето, може постепено да ги внесуваме податоците кои сме ги добиле на тие работни групи. Така да мислам дека тоа би било една од начините и исто така дополнително на сето ова, бомбастична Урца за тоа е тука, нели, да направи феноменална онлайн кампања, каде што ќе се вклучат повеќе млади луѓе, меѓутоа истовремено ќе се тагираат и конкретните институции, ќе се посочуваат барање на нив, очигледно можеме и Младински сојуз Крушево да ги искористиме за овие работи, виде целиот овој процес, така да има повеќе различни начини, меѓутоа јас тој што почнува иницијативата не би го оставила на страна во целиот процес, затоа што ако ве вклучиме во истражувањето и во застапувањето и вашите капацитети, ги јакнеме на тој начин. Така да сметам дека тој дел може би малку по. Не знам дали Елена, сега слушај. Добро, ајде Владко, ајде извини. Исто така мислам што може јатот и управниот одбор да возможи и ресурси. Значи, вие имате некоја идеја, меѓутоа ви требаат ресурси за таа идеја да избуткате до крај. Дали би било тоа во однос на промоција, како што кажа Елена, дали би било во тоа на да се направи некоја активност, нешто што вие како средношколци не би можеле сами да го направите. Нормално многу полесно имаме повеќе знаење и повеќе искуство за да дојдеме до поголем број на ресурси за да ви овозможиме на вас средина и можности за вашата идеја да прерасне во реално. Значи, сведоци сме дека не све што сакаме е бесплатно. Мора и за нешто нели да се инвестира. Не збориме само за финансии, туку збориме и за човечки, збориме и за материјални ресурси. Значи, секако вид поддршка и во однос на ресурси би можеле да побарате првично од наша страна, а после со наша политика или со наша план како би пристапиле кон дополнителни ресурси за
мобилизирање на дополнителни ресурси за да истото да стане реалност. Ете, супер, супер. Мислам дека вака треба, што почесто треба вака да симулираме за да ги вклучиме, за да сватат младите луѓе која е улогата на НМСМ, инаку вака е апстрактно, национален младен, апстрактно им звучи, барем од она ја што сум разговарала со нив, бидејќи веќе 10 минути сме плюс од времето кое што ни беше испланирано, ама ќе дајме уште 10 минути плюс, јас нема да го избегнам моето последно прашање и ќе почнам со Игор, а ќе продолжам со сите вас. Игор, како ги гледаш младите луѓе во 2025 во Република Северна Македонија? Во 2025? Да. За 5 години од сега. Епа еве, јас мислам дека тоа што ќе биде и во 2025 се случува и сега во сите земји во светот, ама нема да не исклучи и нас. Ние сме тие што сите сакаат да ги таргетираат, ние сме тие што не бараат. Доносителите на одлуки, луѓето на функција, знаат дека едноставно зависи од тоа дали младите ќе го поддржат нештото или нема да го поддржат нешто. До 2025 верувам дека многу повеќе млади ќе бидат свесни за потребата од општествени промени и ќе бидат тие двигатели. Нема да чекаме на луѓе што се 55 плюс да ни донесуваат одлуки, туку ќе бидеме ние тие што ќе ги донесеме самите одлуки. Како кажеш Игор 40 плюс, леле мори мајко. Не, 40 плюс е во ред и 50 плюс е во ред, ама некогаш може малку да не е, ама некогаш е во ред. Добро, убава визија, Игор. Браво, значи веруваш во тоа дека младите ќе имаат клучна улога во светот. Елена, како го гледаш НМСМ во 2025? Комбинација на ентузијазмот кој го има Игор и искуството на повозрастниве. Шига на страна, меѓутоа го гледам Игор на ваква видна позиција искрено. НМСМ како организација или како институција ја гледам како многу добро котирачко тело, кое е партнер на државните институции од една страна, од друга страна на младите, пак представува линк помеѓу двете работи со својата огромна мрежа на организации. Затоа што кога зборувам за НМСМ, зборувам за сите 52, можеби до тогаш би била и 100 организации кои работат во оваа пола. Меѓутоа линкот како основно тело да биде преку НМСМ помеѓу младите и донесувачите на одлуки, тие што треба да ги направат промените кои им се потребни на младите. Некако така го замислам многу по. Супер, ти благодарам. Владко, истото прашање за тебе. Ама сега како управен одбор. Како гледам НМСМ или како ги гледам младите? Не, НМСМ. Може ако сакаш и за двете, нема проблем. Ова слободна отворена платформа за дискусија. Може и за младите и за НМСМ. Вака, бидејќи како ги гледам, бидејќи 5 години не верувам дека многу драстично се менуваат работите во период од 5 години. Значи, ние кога збориме за млади, збориме од млади кои што имаат потреба од чешма во нивното место за живење, изборуваме за млади кои што имаат потреба од некои апстрактни потреби, кои што не им се ни познати дека постојат како потреби во нивниот речник друг дел од млади. Така да го гледам како НМСМ како тело, го гледам како инклузивна организација, отворена за сите форми на младинско организирање во државата. Го гледам како тело кое што обединува за 5 години барем минимум 100 организации. Меѓутоа, ако се вратиме назад малце, НМСМ кога се крираше имаше 50 организации во 2013 година. Сега пак во 2020 година НМСМ се уште има 50 организации. Меѓутоа, овој период ние го искористивме за да учиме, за да растеме, за да се развиваме, за да видиме што значи да се НМСМ и више кога стигнавме до некоја ситуација да имаме искуство, да имаме механизми, да имаме ресурси за нашите идеи да ги ставиме во реалност, више можеме да работиме во насока на растење и подобрување. Така да, како што кажав, инклузивна организација отворена за сите форми на младинско организирање, почнувајќи од средношколци, значи сите како млади, значи од 16 години па се до 29 години, сите би сакале сите форми на политички подмладоци да бидат дел од Советот, кај што
членовите кои што ги преку членовите да ги застапуваат, да го застапуваат нивното членство, го гледам инклузивно, каде што секој без разлика на етничка, верска, религиозна, социјална, економска позадина би биле исто дел од телото, да нема никакви предрасуди, така да тоа е тоа. Убава визија. Чекај да видиме како може ова комуникацијски со Урце да се представи. Урце, како ќе ги представиш ти сега? Еве, после оваа дебата, задача да добиваш од Елена, визија да биде представена комуникацијски на вашите социјал медија канали од НМСМ. Урце, тука си? Јас Да. Како ќе ја представиш визијава на Владко и на Елена? Зборуваме за наредниве НМСМ од 2025 или НМСМ 2025? Сумирано тоа би кажал дека да, НМСМ како најголема представничко тело на младите треба продолжи да расте, треба што повеќе членки да се вклучат, значи сега сме 52, за 5 години може да биеме 152. Со тоа што ќе продолжиме да им помагаме на младите, градиме заеднички, младите да градат политики, ќе продолжиме да се залагаме за нивните права, интереси и слично, и да, и ќе продолжиме со, како што Владко кажа, НМСМ ќе биде инклузивно тело за сите. Океј, ви благодарам, не ве мачам веќе, доста. Беше утро интересно, јас се надевам и на сите што не слушаја и допрва ќе не слушаат, јас тоа сум сигурна, ве убедувам. Ви благодарам, вака во еден неработен ден вие извојувате саат, па скоро саат и пол време за ангажирањето на младите, за Националниот младински совет, за можностите на младите. Игор, бескрено ти благодарам што се секогаш тука да те поканиме. Владко, Елена, Урце, и понатаму да бидете тука вака во сите неработни дени. Следниот пат Младински сојуз Крушево ви ветува недела ќе биде денот кога ќе правиме ваква дискусија. Така сме тргнати. Имајте си убав викенд и мислете уште повеќе на младите. Ве поздравуваме и Младински сојуз Крушево е тука за вас за се што ќе ви текне. Поздрав. Хвала. Чао, чао. Чао, чао, чао.